Која и да била намерата за поставување на таблата на која пишува лежалките се резервирани само за гости од Холандија и Белгија на една охридска плажа, предизвика поголема бура отколку што обично има на крајот од месецот јули на Охридското езеро. Додека приказната се тркалаше само низ социјалните мрежи, се сметаше за уште еден хир на охриѓани, сличен на палитата ситни пиперки обично наменети само за скопјани. Но кога деновиве во дневниот весник Метро, читан од милиони луѓе во Лондон и Манчестер, се појави насловот "Креветите за сончање забранети за британци и германци", целиот случај доби друга димензија и покрена сериозна загриженост за односот на македонските домаќини кон странските туристи. Управителот на хотелот во Охрид, Рашид Музафер Мизо, за TV21 потврди дека знакот бил поставен, но дека се работело на резервација на плажата направена за поголема група туристи од Холандија. Се направи таква фама една невидена работа. Ниту таблава беше одека поставена, беа тие резервисани за холанџаните, меѓутоа во никој случај не е спорно за другите. Ево, гледате и самите, значи одека за сите е отворено. Кој што може да се плати, кај што треба да се плати, секој има право да дојде да си лежи, да нек се исплати, нек се изврши уплатата, така да нема спор. Дали се турци, грци, албанци, срби, булгари, уопште за сите е тука отворено. Во кусиот текст во Метро се вели дека џашени од дискриминаторскиот знак били локалните жители, истовремено исплашени дека со вакво однесување Охрид ќе ги избрка туристите кон соседна Грција, но концесионерот на плажата уверува дека до него не стигнале никакви реакции. Тамам работа да ја можам ми хотелериве да живееме самодени. Ова е отворено за цел свет. Уопште ниту реакции, ниту бил некој вратен, ниту смеам да вратам. Со кое право ја да вратам граѓанин, или кој било или странец или држављанин на некоја држава. Нема тоа теорија. Плажата за која станува збор е поделена на два дела, дел за гости на хотелот и јавен дел. Лежалките во делот на хотелските гости според Музафер се изнајмуваат доколку се слободни. Јавниот дел пак нема лежалки и е достапен за сите, како и приватниот, уверува тој. Од Охрид холандските туристи обично се најбројни и традиционални, но во последните години со отварањето на директни линии од така наречените ефтини авиокомпании стана лесно достапени за белгици, британци, германци и други европски гости.